Почитувани новинари, во недостаток на извинување од страна на советниците од СДСМ и лично од господинот Тамшо Стојановски, сакаме уште еднаш да го искажеме нашиот револ во врска со грубата закана која ни упатија на 38-та седмица на Советот на општина Велес. Загрозени сме од крајно непринципијалниот потек со кој на голема врата внесоа говорот на омраза и повикувањето на насилство во Советот на општина Велес како дел од нивната практика за сејање на страв предводен од Бранко Црвенковски. Ве повикуваме уште еднаш да се извините и да покажете доброст. Не заради нас, туку пред се заради граѓаните на општина Велес. Почитувани, загрижувачки покрај говорот на омраза СДСМ. Од СДСМ завчера бевме сведоци и на крајно неодговорното однесување и постојаната промена на ставовите од страна на советниците на СДСМ. Именно, и покрај ставот на координаторот Дејан Милазов, дека тие, като советничка група, ќе продолжат со работата во интерес на граѓаните на Велес, по 4 часа се изјаснија дека ќе го бојкотираат остатокот од седницата. Потенцираме дека сите останати партии од власт и опозицијата, освен СДСМ, се вратија во салата и одговорно пристапија кон работата на Советот во интерес на граѓаните на Велес. Покрај тоа, колегите од СДСМ скришно и крадешко ги изнесоа документите за евиденција на присутност од салата на општина Велес и му ги подметнаа на председателот на Советот со цел да земат дневници за седницата на која што не присуствува. Уште еден доказ дека советничката група на СДСМ работи исклучително на штета на граѓаните. Го подсетуваме советникот Гавазов и целата велешка јавност дека лично тој своевремено како председател на Комисијата за мандатни прашања, избори и минување на Советот на општина Велес е потписник на овој документ. После ќе може да видите го. Со кои листите за евиденција на присутност се подпишуваат на крајот од седницата на Советот. Ги повикуваме градоначалникот и председателот на Советот на општина Велес да ги заштитат интересите на доношните обврзници и да не дозволат исплата и реализација оваа измамна страна СДСМ. Благодарам.